подкаст на Биди свој број 26. Колега, сега знам бројката, гледаш, веќе сум внимателна. Па имаше за домашна лекција да ги научиш. Имав за домашна задача, да, сега сум примерна и веднаш да кажам, гостин во нашиот подкаст, победникот на Звезде Гранда 2023, Славица Ангелова. Добре дојде Славица Ангелова од мене. Добре дојде од моје име, јас помислев дека ќе те најави како Саша Попович. Некако спектакуларно. Па да, мислев дека така ќе најавиш. Ама јас сум малце возбудена повеќе и затоа брзав да ја најавам. А зошто возбудена? Па така некако, кејф ми е што ни е гостинка. И сакав веднаш да ја представам. Та добро. Уште еднаш добре дојде Славице, навистина направи горди не само Струмичани, туку и цела Македонија, кој бидејќи за прв пат, ако не се лажам, од колку 16-18 години, македонец победи или македонка победи на едно големо телевизиско музичко шоу, иако многу ми велат не гледаме, ама во секој случај сите знаат. Забележуваат, следат на социјалните мрежи и се интересираат кој до каде стаса. Колешката Мери не те представи како Саша Попович, но мене ми интересира, очекуваш ли потојно кога седеше со колегата од Босна еден до еден? Па верувајте дека тоа за мене беше, не знам, еден преголем залак, како да кажам, и сите потајно на некој начин очекувавме победа, внатре во самите себе, кога веќе сме стигнале до топ 4 или топ 2, како и да е. Така да јас, дефинитивно кога ме прогласаа за победник, мене во главата буквално ми се врна се од мојот почеток, од моите први почетоци, сите фестивали што сум ги поминала, сите буквално се кај мене започна од чала. Така да тоа ми беше најинтересно, бидејќи Јас имав чувство, Славице, морам да признам дека некако така делував незаинтересовано. Да, и некако и пласманот во топ четворката и пласманот како некако тако чувство имав, не знам, го следев. Тоа што успеав да го гледам, да, секогаш знае да каже да Славица дека е многу скромна, тиха, не доминира многу. Ама пострумишки се вика испод мира 300 извира. По се изгледа, да. Можеби и тоа кога ја слушна веста дека таа е победник, некако баш скромно изреагира, не беше нешто, да. Пушти ли некоја солза, Славица? Па јас можам да кажам дека сум slow motion тип, така да јас реагирам на се така и тоа не ме чуди стварно, но ми беше момент каде што стварно беше битен за мене, важен и се разбира, малку ме удри таа емоција и се разбира дека пуштав и некоја солза. А кога сме кај солзите, кој повеќе ја плачеше, тато или мама? Па мислам дека подеднакво. Да? Кој повеќе прашам? Кој повеќе? Тоа стварно не можам да го кажам. Не успеа да ги видиш? Јас во тој момент, верувајте, јас бев толку збунета да едноставно и јас самата себе не знам. Не знаеш каде си? Да, јесте. Си имаш видено вака српски, да боме. Да боме. Си имаш видено вака на репит прогласувањето каква ти беше тој пласман? Па тоа се гледаш? Да го гледам. Ама не, дали го имаш видено, помина 2 недели, не знам колку, дали си седнала да видиш каква ти беше сликата? Реакцијата? Да. Па да, тоа го видов еден пат само и си кажав дека повеќе нема да го гледам, бидејќи стварно јас кога се гледам, не можам да се гледам дефинитивно. Така да само погледнав еден пат и ништо повеќе. Вистина дека тато повеќе плачеше? Па сега ако кажам тато, мама ќе се налути. Не, девојките се некако поемотивни, јас би очекувала да каже дека мајка и повеќе некако поемотивно го има. Па да, може би мајка ми изреагира малку поемотивно, тоа е нормално. Како и секоја жена. Она ми беше големата подршка во бекстејдж, нон-стоп, константно. Да, татко ми избегнуваше да биде, он беше позади камера, не сакаше баш да се сними, исто така и брат ми, но
Така, и двојцата Работата е некако. голема за Да. цела фамилија секако. И твојата Се поширока фамилија имаше подршка не само фамилијата, и цела Македонија застана за неа. Тоа Апсолутно. беше и за А, подршка, да. Мора да признаеме тоа. Така е. Рече и на самиот почеток дека со седен пласман во тие топ 17 или во финалето и кога се пресече на 8 беа, како беа прв, не сум сигурен. 8-4-2. Ете, така. Предпоставам дека нешто почна да те јадет напред, дека можно е. Македонија одамна не е била така, рок, Џорџе Давид, Тако стил, кој што внесе некоја дополнителна свежина во ова телевизиско музичко шоу, со оглед дека претходно беа само народњаците, нели така? Да. Па се подгреваш ли таа страст кај тебе дека сериозно Па те да. прашувам? Поголема желба. Се страста дека можно е Ѓорѓе Давид и Славица Ангелова да ја понесат победата. Па да, како што одминуваше, мислам, еве, дојдовме до 8, па дојдовме до 4, па кога дојдовме до 2, јас си реков, мислам, добра, ајде, босанац беше до мене, човек од Босна, и во еден момент си кажав, ма нема шанси, нели, босанци се... Така, и босанци... не само ти, големиот дел можеби ние помисливме така. Да. Реално јас, еве, и кога ми го кажа моето име, јас буквално се пресеков, да, не ми се веруваше. Да. Тоа е. Извини да те прашам, не само, зашто дојдете тука на овој подкаст? Со новата кола? Не, тебе не те прашам. Тебе да се пита. Па не, уште за жал не ја возам мојата нова кола, бидејќи има процедури со регистрација и со сето тоа. Јас па помислив дека, па добро сега, кои полицајци да идат сопре сигурно. Сега си славна личност. Сигурно вака. Абе, автограм може... Па ајде сега доде... Не, полицајци, абе, автограм може, ајде, помини, не видовме. Па не, уште тоа не ми се случува, бидејќи уште не сум, еве, започнала да го возам новиот автомобил, се шегувам. Но се надевам кога ќе започнам, еве, да возам и сето тоа ќе ми биде малку прогледнувано низ прсти. Имаш возено, мислам имаш возачка. Така, имам возачка. На релација која ќе биде? Струмица, Софија, Белград или Струмица, Белград? Како ќе ја возим оваа кола? Па јас мислам дека и трите локации би ги вклучила, и Струмица, и Софија, и Белград, бидејќи, еве, ниедна не можам да скокнам. Овде ми е фамилијата, таму ми е факултетот во Софија, во Белград сега околу музичките ангажмани. Докаде... Само пред да го прашаш, бавно го прашањето. Победува Славица Ангелова и утредента нели еуфорија голема во мојато мало и една бабичка вели секој е чест на тоа девојче, вика ем ке лекува, ем ке пее. Баш така. Да. Сега, со што повеќе ќе лекува, со песна или со инекции? Па добро, сега инекции, не баш инекции. Ја прашав, докаде со студиите, знам дека студираш медицина. Да. Која година си? Втора година сум сега. Дали ги запостави малце студиите овој период додека беше во... Па можам да кажам да. Да, сега тоа беше период каде што морав малку повеќе да се посветам таму, реално, и си кажав дека сега окей, тоа нормално, но сега еве повторно се враќам таму, малку да го загреем столчето, бидејќи не сакам да ми пропадне исто така и тоа таму. Што би одбрала повеќе да бидеш, дали да си во светот на музиката или да се движиш во кариерата како доктор на медицина? Што ти е некако приоритет? Јас мислам дека и тоа ми се некако подеднакви приоритети. За медицината можам да кажам дека бев одлучна уште од 7 одделение, уште од основно. Така да можам да кажам слободно дека и тоа подеднакво го сметам како големи приоритети за мене. Лично, па сега времето ќе си каже дали јас во животот ќе се занимавам повеќе со медицината или со музиката, да. Дали повеќе ќе или ќе лекува, да.
се надеваме дека и двете ќе ги движиш некако Паралелно. Не може. Јас дефинитивно морам уште од сега да кажам дека тешко можеш медицината. Но има многу доктори што се и пејачи. пејачи. Да, Тоа ама не баш вака до тој степен пејачи кои што победиле на некое балканско музичко шоу и кои што сите очи на Балканот е свртен кон победникот за 2022-2023. Веќе го чувствуваш тој притисок? Медиумски, новинарските следат така. И сите имаат некои очекувања од тебе, па предизвикот е уште поголем дека ќе мораш да се докажеш и после победата, бидејќи факт е дека и оние кои што не победиле знаат да изградат кариера. Така, мислам не секогаш е пресудно да си победник за да градиш или за да не градиш кариера. Така да јас мислам дека сега е тој момент каде што треба да го искористам паметно, да почнам да работам како што треба, да се трудам и да сум трпелива, се разбира, во тоа што го работам, бидејќи за секоја работа што ја започнуваш да ја работиш, мислам дека трпението пред се е најбитно. И надоградбата на себе. Чекај. Вака да учи од гранд продукција да зборувате? Јас ви прашам, го чувствуваш ли веќе притисокот од медиумите, ти се буватли? Дипломатски одговор. Јас пак ќе ја прашав за таму внатре помеѓу самите надпреварувачи, како беше амбиентот, како имаше пријателства, Опа, доаѓа прашањето. Да прашам уште нешто. Па не, таму стварно сте... Каква комуникација имавте едни со други? Прво надпреварувачите, а ме интересира и со менторите каква комуникација има? Па не знам, стварно цела комуникација беше професионална. Тоа можам слободно да го кажам. Значи 96 проби заедно поминавме сите. Така да не знам, стварно за мене една проба траеше 8 часа. Можете да замислите колку е тоа многу уствари. И сите сте таму? Да, сите сме таму, по цел ден се дружиме, буквално и се течеше стварно во најпрофесионална насока. Така да кога се работи, кога сме сериозни, мислам дека и еве сето тоа резултираше со мојата победа. 8 часа, вака како тимка и Ѓорѓе Давид сите или посебно по 8 часа? Па прво на почетокот кога започнавме, нели нормално, бевме повеќе, бевме околу 20, мислам, и некако се разделувавме на неколку групи, бидејќи реално не можевме сите да бидеме во една просторија и да работиме, така да како што изминуваше времето и како што се намалуваше бројката на кандидатите од екипата, не знам. Повеќе време за вежби, предпоставам. Да. Сите 20 бевте одбрани кај Ѓорѓе Давид да бидете? Да. Тој ве менторираше. Како се постигнува се тоа? Да менторираш 20? Го кажа дека со тек на време се намалува бројот на кандидатите. А во почетокот биле поделени во повеќе групи, предпоставам. Она што ме интересира, опиши ми последните неколку месеци кога веќе беше тоа и 6 и 7 или не знам кој како. И кога треба едно 3-4-5 часа да се одработи. Влегувате во студиото, предпоставам, Давид. И што правите тука? Па ништо, значи И одбирате песната, ти ја одбираш, што ја одбира, како беше таа како течеше процедурата. Па првите неколку часа можам да кажам дека тоа беше како протекуваше во вид на разговор. Тоест тој разговараше со нас, не насочуваше, ни даваше насоки, не само како да ги изведуваме песните, не само кој песни ќе ги пееме, него и како да се понашаме на сцената. Се консултиравме со него за облеката, за тоа како да изгледаме на сцената, како да се понашаме и со другите кандидати од целиот формат. И стварно ми е за тоа драго, бидејќи се трудеше да награди како целокупни личности. На некој начин. Иначе за песните ги биравме заедно. Тој имаше неколку предлози, исто така и ние кандидатите си носевме веќе подготвени предлози од дома и така се договаравме на лице место како што. Каков е, баш ме интересира, каков е Ѓорѓе Давид како карактер, како човек? Па како човек со многу
трпение, човек што стварно се труди и што стварно се вложува. Можам да кажам дека еве тој многу пати знаеше да каже моето време што треба да го посветам на мојата ќерка, го посветувам на вас овде. Така да до тој степен ова сигурно не го кажал вака. Ова сигурно под нервоза го има кажано, немој се. Нешто го има изнервирано. Да, ова е тешка реченица. Претпоставам дека бил љут нешто. Имаше некои такви незгодни ситуации? По изјавата на Ѓорѓе Давид заклучив дека е имал. Па не. Сподели ли нешто? Ајде. Па еве пример што се случи еден ден. Се скаравка. Малку заплакав јас. И што ти вика? Малку заплакав. Не знам, мислев дека сум во право. Нешто беше таму за околу некоја песна. Па јас си правев по моја си пеев како се сакав. Тој малку ме искритикува. Во смисла на позитивно. добиравте песна или тоа по интонација како ги правите? Па еве не бев Альбом на малку. песна? Да, нешто беше околу песната, сега не можам да се сетам нешто и концентрацијата ми беше тој ден како падната, не знам. Добро, Така да. да. И нешто ме удри во глава и заплакав, излегов надвор, малку се смирив и се вратив и еве сфатив дека не сум во право дефинитивно и се среди како што треба. Дефинитивно во гран продукција ги учели како да одговарат на новинарски прашања. Се да изгледа Значи, така. ние бареме реакцијата на Ѓорѓе Давид, што во тој момент нервозен беше, дигнал тон, не дигнал тон. Па еве, првата Вака изјава се испуштени кажа. Наместо со ќерката, јас сум со вас. Многу мирно, ноншалантно како кажа. Како се позади сцена, како се одвиваат таму работите? Знаеме дека тие знаат да бидат доста на сцена. И тоа ме интересира. Имаше трема нешто? Кој имаше немногу трема? Од кој? Од жирито. Од жирито. За да стасеш до овие. Искрено од Босанац, тоа можам да го кажам. Да, не знам зошто, но тој знаеше секогаш да ме искритикува, нели, во текот на шоуто, во текот на надпреварот. И мислам дека така најмногу се извинувам од него. Да. А кој ти беше Така. така на најмек и знаеш дека кај него 100% поминува? Какви се другите? Па Вики, она е стварно супер и Цеца е супер. Од нив добивав Марија Шерифовики. И таа ни е некако Па, опасна по коментари. секогаш ми даваше да, она. знае кратко, јасно и многу без зборови. Но секогаш ми даваше позитивни коментари, нели? Така да стварно мислам дека до некаде и затоа не ми ствараше некој притисок да се плашам од коментарите на еве. И не само и на Марија, но остаток од жирито, освен еве на Босанац. Кој ми правеше најмногу притисок. Босанац некои посебни критики. Јас мислам дека ќе кажеш ова кога еднаш, ако добро се сеќавам, Марија Шерифович кажа веќе питено. Јас тоа не се сеќавам. Не можам да се сеќавам. Си била возбудена. Може би јас да грешам. Генерално сите настапи беа добри, така некако со добри критики, може Јас тоа морам го да нема кажам, приметено. Славице, дека направи една целокупна трансформација од тоној прв настап до последниот. Па да. Кој се грижеше, мислам, за таа трансформација, не само во она интерпретација, туку и во стилот? Да, стајлингот. За стајлингот можам да кажам слободно. Слободно, туку бидејќи прв пат, ако не се сеќам, беше со црвена коса. Коригирај ме ако Да. грешам. Да, бев со портокалово, такво нешто. Па не знам, јас сум стварно тип кој сакам да променам нешто на мене секогаш. И си кажав дека мислам во тој момент помислив дека би било интересно да променам боја на коса, да променам малку изглед и сето тоа. За мојот изглед беа задолжени модната куќа Елена Лука, кои застанаат зад мене, а за мојата фризура и за шминката секогаш се беа овде Алекс Бей и Ана Нага. Голем поздрав до нив, така да. И имаше интересна, таа ти беше забележителна шминка, тоа со црвеното. Да, тоа беше впечатливо, да. Впечатливо беше, интересно, нешто поразлично. Тоа искрено не беше малку по моја желба.
Тоа беше пожелбата на Не го мојот одразува карактерот на Да, не. Славица, некако мислам, ама во секој случај печатливо вака за телевизија. Да, малку промена и мислам дека оставив некој впечаток. Си ја завршиле работата како треба Да, стилистите, гледаш кога сме кај печатливо. надпреварувањето, имаше ли моменти, знам дека во 2 или 3 наврати, ако не се лажам, беше во бараж. Така е, да. Не знам се ако реагирам. Има ли во некои моменти кога тука ти има дојдено и викаш, дај Боже да отпадне. Да се откаже. Па не, стварно не, бидејќи секогаш јас си кажувам до овде сум стигнала и ќе дадам се од себе, ќе направам се што е возможно, еве, за да можам што подалеку да стигнам и што подалеку да Успееш, да направам, да направам, еве, сите луѓе да некако да го забележат сето тоа кај мене, мојата волја за тоа, мојата љубов кон тоа. Кога Така пее да. Славица? Па- Па знаеме од мала, но ајде, кои беа почетоците на Славица? Мислам дека бев негде околу, не знам, веќе едно 7 години мислам дека тоа се занимавам со тоа. Сега не знам дали е овој податок точен сега во моментот, не можам да пресметам, но од мали нозе, мислам, јас од кога знам за мене, јас од секогаш, да, си пеев, си имав... По патило, по дневна, во којна, ти сакаше да си пееш. Не, од секогаш стварно, еве, и кога бев многу мала, секогаш беше дома кај нас пуштено и Супер звезда, се сеќавам, нон-стоп го имаше тоа на телевизија. Така да, како што растев музиката и исто така и музиката во мене растеше на некој начин и тоа го чувствував се повеќе и повеќе. Започнав да се пријавувам на најразлични фестивали, во Охрид, во Битола, не знам каде точно, веќе сега не можам да се сетам, но тие беа на некој начин моите први почетоци. После се пријавив на неки нови клинци еве во Србија, исто така имаше во скоп на грант, но сега овој за жал формат не постои. Исто така и во Бугарија имам на The Voice. Учествувано? Да, учествувано и еве сега ова година на Звездите на грант. А од каде талентот за пеење? Има некој во фамилијата кој пее друг? Нема? Па не, искрено повеќе од татко ми страната, така дедо ми свири на гитара, татко ми исто така има многу голем слух. Еве и од мама нешто, исто така и другиот дедо свири на хармоника тој. Така да и од оваа страна помалку влечам и од оваа страна помалку влечам. Вака се кога кажат тато има гени. Да, има гени. Има Тато гени. кога кажат тато има слух. Има Да. критикувано некогаш за некој настап, за некоја песна. Па јас мислам дека тој ако не беше најголемиот критичар за мене, дефинитивно јас немаше да напредувам, бидејќи сите песни што ги вежбав порано, мислам и сега тоа го правам, стварно тато, ти се молам да ме чуеш, дали е окей, дали не е окей, бидејќи знам дека тој стварно ќе ми каже каде грешам, каде не грешам. Исто така и мојот брат кој што има преголем слух и знае да ме искритикува. И добро е што нели човек има такви луѓе околу него да го... Одлично. А вака семејно, ти, брат ти, тато, дедо, ако не знам сега, да запеете заедно, си го прави това дома? Па да, тоа се случува. Така да, тоа е најубавиот момент, кога ќе се собереме сите дома. Мајка ми се зафркава, само јас да не пеам. Но... Она ужива? Да, она ужива, она не слуша. Така да, стварно, тоа е голем благодет на некој начин. И шо песни пеете? Ај објасни ми вака, каква е атмосферата во семејството Ангелови, кога тато, бато, мислам, не знам дали е поголем или помал. Помале. Помал е кога пеете. На неделен ручек, на Па не знам, објасни ми вака. Ручек и после ручек. Поплавне е, не знам, ти објасни ми. Како доаѓа до идејата? Чија е иницијативата?
татко ми инсистира повеќе на овие македонски традиционални песни кои се, иако јас ги избегнувам така Тоа малку. мислиш на овие традиционални народни песни? Да, на... Море сокол пие, Да, а зошто да не? Па не, јас само кога сум во нивно присуство дома ги пеам, иначе на друго место не. Зошто да не? Присила ги пее. Кога ќе може поздрав до татко ти, викни ме и јас ќе уживам и може и јас да запеам со вас на овие песни. Зошто да не? И си пеете, вака? Па да, јас и брат ми повеќе сакаме и форсираме повеќе на нешто на странско, на ексју. Тоа е нашиот фазон и Слушаш, колега? Да, кога сме купи... Да. Сакам да прашам каде излегува во Струмица. Сега си... Сега звездите кај излегуваат, не смееш Звездите да ги кај прашаш. излегуваат во Струмица, па да знам да одам да уживам. Струмица е мала. Знам дека често патуваше изминатите месеци, сега си тука во Струмица или ќе одиш пак за Србија, какви се твоите планови? Ајде. Не ни кажува каде излегува, да го Тоа е веќе грандово дете, добро. така да. Да, дали сега ќе бидеш повеќе во Србија? Дали имате некои планови со Ѓорѓе за понатаму? Кажи ни повеќе околу тоа. Па сега сакам стварно повеќе да се посветам на факултетот, бидејќи малку, како што реков, го запоставив. Па во план ми е сега сега овие едни денови да одам малку до Софија, да се посветам, бидејќи сега на 11 имам и испит кој треба да го поминам. Се помалку ми е соберено на некој начин, но еве овде е музиката, благодарение на неа. Се релаксирам, така да се надевам во најскоро време ќе можам да одам повторно во Белград и еве да започнеме да работиме и на песната што ме следува од Грант. Исто така. И А како учи Славица? Не, само за песната, што преферира Славица? Вака брза, балада, каква песна? Предпоставам дека ќе имаш консултации или пак готова веќе песната, или ќе те консултираат тебе лично, не знам. па не знам, јас сега се надам во најскоро време ќе одам да слушнам. Може би има нешто готово, може би тек ќе треба да се прави нешто ново за мене. Не знам уште ништо како ќе протече, но јас се надевам дека ќе имам песна што е во мој фазон, тоест еве поп-рок. Такво За нешто. на 11 ти кажи на професорката или професор тамо па нели гледаше звездите на Грант? Па верувајте, нив ги интересира само факултетот, тоа баш не. Па земи вака на мобилен телефон на Кажи YouTube, нешто, па професорка да нема демек многу случајно. време, нема многу време, јас сакав на Ајде, вистина. ние ќе пробаме овој подкаст некако да го протуркаме и во Бугарија да те видат, за да може да знаат за што станува збор и да ти прегнат преку прст. Фала. Може? фала. Да. Зошто да не? Сакам да прашам како учи? Со музика учиш? Па јас учам и паралелно пеам, паралелно учам, така да... Во моментот на учење. Во моментот на учење, па да, Најчесто со слушаш музика. музика? Да, стално учам со музика. Еве, но понекогаш има момент кога малку ми се сметува и само ја исклучувам, бидејќи ми го одзема вниманието, но генерално учам со музика и ми помага тоа, стварно ми помага. Тоа ми е Да баш... Каже си, колега, јас имам Мене многу лично многу... прашања, ама да не... Не, лично многу ме интересираше зошто, мислам дека само една или две песни. Што? Знае она што ќе ја прашам на македонски во цело на преведување. Мислам дека Добро. што Тамара и не знам за втората. Да, првата брочето не така. првиот круг и Одлина Пеовска. Така. Да. Очекував малку повеќе да биде од македонскиот опис. Или тоа Ѓорѓе Давид промеша прсти или... Па не знам зашто, еве сега и јас се прашувам во моментот и размислувам, но што знам, дали... Или пак сакавте да намигнете на цел Балкан. Сепак нели српскиот јазик е сепак универзален за овие простори. Попеблив. Па да. Па викам ајде да се прилагодам таму на средината, бидејќи сите пеат српско реално. Не, се шегувам. Не знам стварно зошто македонско. Имам отпеано само 2 песни, но дали ми е бил таков момент, дали сум сакала во тие моменти да пеам повеќе српско.
Не знам што е било Па стварно. реално да, и тука ние и се слуша српска музика и кај нас и блиски се и тие песни се. Како те доживуваат еве струмичани конкретно? Пред Звезда Гранда, да кажеме, и сега. Јас знам дека ти имаш и твои песни на музичката сцена во Македонија си подолг период, не си од сега од Звезда Гранда. Ако не беше има ли Звезда Гранда, разлика, може да? би поголеми дел струмици нема да дознаеш за Славица Ангелов. Па да. Реално си правим да, тоа е малце... Голем одскочна даска е стварно, значи Туку Мораме да Славица даде да кажеме, бидеме нешто приватно што се случува кај Славица, има ли приватен живот? па јас имам приватен живот, Па да слушаме, еве по на пример мене што јаде приватно Славица, как кога станува, што книга учи, односно чита или ова само стручна литература. па само стручна литература дали дефинитивно. Што пие, Во тоа не момент. интересира. Сега јас во моментот искрено време за мене имам многу слабо. Баш слабо време за мене имам да одвојам, така да и за тоа ми е многу жал, бидејќи медицината овде навистина ме кочи малку, стварно е захтевна. Инсистира многу учење, многу вложување, ако сакаш да си добар во тоа исто, нели, нормално мораш да седнеш и да научиш. Така да јас стварно се трудам да се фокусирам сега на тоа, фокусот ми е малку на стручната литература. На стручна литература. Да. И немам време еве да седнам да прочитам некоја обична книга и затоа ми е стварно многу жал. Но се надевам во. Па како хоби го сметав пеењето. Од хоби премине. Така да некое друго хоби обожавам да патувам. Сега и тоа ми се исполни. Сега патуваш постојано. Да. Сега да патуваш не е патување се подразбира постојано нови дестинации. Ова веќе видено Софија, Белград, Струмица, Да. веќе со месеци. Претпоставам нешто ново сака. Кои дестинации сакаш да ги посетиш? Па не знам, многу сакам да Италија, Шпанија, не знам. Сега понатаму мислам како ќе ми даде слободното време, така. Но Романтична ни е. Италија сака да ја види. Романтична ни е некако. Франција да кажа. Да кажа? Не, Италија и Шпанија. Италија, Шпанија. И јас ти моите прашања. Ајде опиши ни се во три збора. Па амбициозна. Амбициозна. Не знам, тоа јас предавам другите да ме опишат реално. Јас не обожавам самата да си давам опис. Трудолюбива, еве, добра, амбициозна исто се подразбира. Романтичарка? Не. Тоа не сум. Задувена си? Па да, заљубена сум, нормално како и секој човек што е заљубен. Не знам, амбициозна, Кои ти се интелектуалка, негативни особини? негативни. Да. Па тврдоглава. Јас стварно сум многу тврдоглава. Па чим си заплакал и избегала напор? Тоа можеме да го разбереме сега. Друга? Тврдоглава, еве што сум малку slow motion, тоа ми смета. Како негативо тоа го гледам стварно. И Ајде, нека се две се, па да... Хајде, нека се две. Не знам што друго да кажам. Сега не. Сега, заљубена во момче македонче или момче црногорче? А зашто сега ме чепкате на оваа тема? Па не знам, медиумите ќе почнат да пишуваат за вас. Па добро, нека пишуваат. Стварно, тоа е тема што сакам да си ја задржам за мене. Стварно, не сакам да коментирам. Да. Ти пречи тоа што веднаш наредниот ден имаше објави на сите портали за тебе, Да. дел точни, дел неточни. Ти пречи ли тоа во... Па не, мене Како го тоа не ми доживуваш? смета. Јас стварно мене тоа не ми смета и не ме секакви коментари се добре дојдени кај мене. И негативни и позитивни, бидејќи секој човек си има право на тоа што си го мисли да си го каже. Така да на никој не се лутам. Тоа е само нивно лично мислење. Јас битно ми е тоа што си го работам, си го сакам, си напредувам во тоа, така да стварно.
Да. се течат работите како што треба. А вака Искрено медиумите не читам коментари многу. Медиумите да прашат нешто или како да се таа комуникација директно кај тебе или кај Па менаџерот или во сега за сега е директно комуникацијата лично со мене, нели, помеѓу мене и медиумите, ме повикуваат на интервјуа, сега за прашање лично нешто да ме прашаат. Тоа не се случило. Сега кога беше дочекот на Славица тука во Струмица, менторот Ѓорѓе спомна дека ќе направам се за Славица да ја слушнат не само Балканот и цела Европа. А што значи тоа? Имате ли веќе договорено некои настапи, некои гостувања надвор од границата на Македонија? Дали тој е целосно заложен за тебе, работи со тебе? Како функционира тоа? Па јас сум стварно благодарна што и покрај тоа што заврши надпреварот, тој продолжи да се ангажира околу мене. Сега, ако можам да кажам, на 7 на 7 сега во петок во клуб Индустријал кој може да дојде, ќе се радувам да ги поканеме сите што можат да дојдат и да одвојат време. Ќе настапам заедно со бендот на Ѓорѓе Давид, исто така ќе биде Ивана Петерс, како вокал Александар Јосифовски и јас. Значи почуваат ангажманите. Ова значи дека ти веќе сега имаш договор со Гранд продукција? Да. Дефинитивно. Да. И сите настапи Апсолутно, поминуваат па преку мислам Гранд. дека и ќе има и преку океа, можно е да има и ќе патува сега како се Ќе ми вика. се оствари желбата да патувам. Да, дефинитивно. Секој чест, Славица. Ние сме горди на тебе и се тоа. Апсолутно. Фала ви. Попрашам нешто уште малку за тој приватен живот и ќе го држам јас Видиш во. како ме е Славица на мене. Нека е малку. Прашај си колега, дали ти ми ама одговори или не, народот сака да знае, разбираме се. народот сака да Да, знае. да. Па добро, тоа е секогаш е така. Затоа и народот се буквално се закачува, да кажам на некој начин. Славица, вие сте веќе Така звезда. да. Па јас се привикнувам уште на тоа. Ве молам да ме Ќе поштедите. те прашаат и за гардеробата, ќе те прашаат и што јадеш на сабајле, Да. и со кого излегуваш навечер, па може да те фотографираат. Па Што да. јаде Славица? Кажи ми 3 пати те прашам. Што јадам? Имаш ли некој умилено јадење од мама, од баба? Тестенини дефинитивно, сакам многу тестенини, но кога баба ми или мајка ми изготви, тоа ми е Шо? дефинитивно најомилено. Паничушки. Парничушки. Парничка некој. Да, грашокче. Охо. Да, Жицата за маја. сите манџички. А иначе сега во последно време се хранам стварно нездраво, бидејќи сум на таму на таму. Јадам дефинитивно претежно брза храна. А тоа е дефинитивно Лошо. до некаде и лошо. Но сега сум во Струмица и се надевам дека повеќе ќе јадам сготвено, да. Ќе ти готват. Каков стил практикува спортски дежене? Беше ли ти знам дека не спомна околу стилот, се чувствуваше ли убаво во сите тие Комбинација од комбинации што ти ги Па Што јас дефинитивно тоа што сум на сцената сум 360 различна во приватниот живот. Значи, јас живеам сосема друг живот приватно и тоа што го носев на сцената не ми беше баш комфорт зон. Така да практикувам патики, тренерки, тоа дефинитивно. Сега ќе мора да се навикнеш тикла, не знам, Тоа за нас облека, но ако Да. ја видиме на кафеце дефинитивно, ама некаде низ град, да веќе видиме. во джет сетот Среда. ќе биде така да не е баш вака на патика. Па не, случувало ми се стварно некои луѓе да ми кажаат, па ти ли си тоа? Не може да ме препознаат, да, бидејќи сум сосема различна на сцената и така приватно. Тоа Сега ми се по улица барат ми се дешава. автограми од тебе, се сликуваат млади деца тука во Струмица? Па ева сега концертот кога беше, Аха. децата стварно ми беа најголемата поддршка во текот на концертот и после кога заврши концертот сите сакаат да се сликаат, да се фотографираат. Така да.
Колега, уште ќе прашуваш за приватниот живот или Колку и да се обидувам грам продукција им кажеле како да одговарат, така да ќе почнеме со фотографии, па тогаш нека негира. Папарацо малце ќе ја следиме по пат. Сега да, па да видиме дали оде на шопинг, дали на пазар оди. Тоа ги интересира. Да, со кого пие кафе, никако да не открие. Кај излегува на вечер, знае ли да оде на некој коктелче, забава со другарки, што, како се случува. Ни каже што пие, ни каде излегува. Знае да заглави на вечер, што се случува, кажи ни. Јас сум стварно приватно досадна личност. Стварно сум досадна. Стварно досадна. Ова не го слушнете, дека не сте го слушале, била досадна. Па не пијам ни алкохол, не. Па добро, не пиеш пушам струмка, цигари. кажи струмка пијам кока-кола, пијам вода. Се трудам да живеем здраво. Приватна личност, ова не е така. Па се трудам да живеем здраво на некој начин. Се трудам да легнам на време, да сум да бидам свежа, да пием повеќе вода, да тренирам иако тоа не ми оди од рака. Викам се од понеделник. Па ништо не тренирам. Ама се трудиш. Важно се трудам да започнем. Да, си давам некоја мотивација така секој ден повеќе и повеќе. Ќе почнам од понеделник. Да, на Баиро. Одлично, на Баиро. Но никако да започнам бидејќи никако и да застанам на едно место. Те држиме за збор и се надеваме дека ќе се видиме на Баиро. Или јас одам на Баиро. Сад ја ходиш и сите не одат од това. И јас значи ќе имам работа таму ако ја видам Славица папарацо малце. Славице, многу успех пред се. Фала ви многу. На секое поле, секако дека одбрат две благородни професии, дефинитивно според мене. Треба да се одлучиш, бидејќи свесна си дека ова победа носи и голем предизвик пред се и во твоето слободно време, и во приватниот живот. Тоа е поместување речиси за 360 степени, така да. Одлуката е твоја и само успеси да редиш и да не представуваш струмица колку што може повисоки на секаде. Фала ви многу. Благодарам и од мене, Славица, што одвои време. Знаеме дека сега си во хаос, ајде како да кажам. Благодарам што одвои време да те представиме малце од една поинаква светла. Иако не откривме многу за приватниот живот, ама се надевам дека во наредна прилика ќе откриеме нешто повеќе. Следниот пак ќе сакам да запееме нешто традиционално, нешто македонско. Таман да научам до тогаш. Ќе научиш. Кога ќе почнеш по овие клубови да одиш, кога ќе дојдат македонци, сигурно ќе побарат песна. И Џорџе Давид ќе ти каже, мора македонско девојче да се испее, мора Сокол пие да се испее. Ама и сега може да ни отпее нешто по нејзина желба, еден рефрен барам да го завршиме подкастот со песна. Срамота е Славица да не ни запее во подкаст. Не знам јас тоа. Може, така да завршиме. Секоја како се вика пеење се плаќа. Добро дека си платно после во камера. Да не забораваме благодарности до Europe House, од каде што ги снимаме нашите подкасти. Благодарности до тебе, Славица. Фала ви на вас. Во иднина пак и те молам, само кратко молим те за да завршиме подкастот со музика. Со песна или не со музика. Може? Може, само да видам што. По твоја желба. Кусо. Со која победи? Ајде. Со Угаси ме. Повеќе песни беа. Последната. Угаси ме. Ајде. Угаси ме. Угаси ме, зар не видиш да горим? Смири ме, зар не знаш да се боим? Поведи ме, sa tobom ću do kraja. Povedi me, smiri me. Браво. Благодарам уште еднаш, Славица, благодарам колешки што ме истрпи и овој подкаст. Многу успех на секое поле и да се видиме во некоја следна прилика, веќе со еден албум подпишан од Ај Боже. Хвала ви за поканата, ми беше наистина пријатно и драго. Се гледаме, поздрав. Чао, чао.